Како што најавивме на почетокот на емисијата, тема на денешниот тест, односно објект на денешното тестирање е Volvo XC60. Тој има доживеано рестайлинг на класичен начин. На предната страна тоа се гледа рестайлингот на маската на ладилникот, додека темата чеканот на Тор е задржана кај фаровите. Од другите елементи се недопрени, но Volvo покажува уште еднаш дека сака да биде еден од главните играчи во премиум сегментот. Конкурент на XC60 е Audi Q5 или Mercedes GLC, а гледате дека и Volvo не се откажува ни од големиот простор во гепекот. Патниците во Volvo обично се возат на задниот дел. Не им е многу битен гепекот, бидејќи тие повеќе се потпираат на своето портмоне отколку на спакуваниот багаж. Влегувањето во внатрешноста е можеби малце визуелно лошо поради овој потег кој ве тера да ја наслоните главата. Друго, немам никакви забелешки во однос на просторот. Гледате колку многу простор има на задната клупа. Ова ќе биде навистина добро за подолги патувања. Но, какво е работното место на возачот? Тој е обкружен пред се со висока технологија, но и во последните години Volvo се враќа полека, но сигурно на патеката на едни од најбезбедните возила што се произведуваат во светот. Возачот е обкружен со технологија. Така беше и во претходната генерација. На централната конзола имаме голем TFT монитор, осетлив на допир, преку кого можете да контролирате скоро се во автомобилот, додека пред возачот е кластерот дигитални инструменти кои ви овозможува разни панорами. Она што се забележува на прв поглед е дека насекаде е нагласена просторноста, но и убавиот амбиент кој е типичен за шведскиот дизајн. Volvo XC60 е спортско корисно возило од повисоката класа. Тоа се чувствува веднаш кога ќе го стартувате моторот. Тој е скроен за возење во сите услови. Еве сега на асфалт се однесува одлично, суверено и се разбира надмоќно, бидејќи Volvo не само што прави технички одлични возила, туку прави и чувството на возачот и на патниците да биде извонредно. Сепак мене не ми е предизвик XC60 или едно спортско корисно возило да го возам само на асфалт, па затоа го донесов малку и на терен. Веднаш се чувствува дека звучната изолација во внатрешноста не е толку идеална како што се прикажува на асфалт. Кога имаме нерамен пат, односно неасфалтиран пат, тогаш Volvo во внатрешноста на кабината пропушта резонантни звуци и ви дава до знаење дека не се наоѓате веќе на она најбезбедна подлога што постои. Затоа пак Volvo има и модови на возење кои се електронски преддефинирани. Па затоа возачот може комотно да ужива во пейзажите по кои вози, бидејќи овие подготовки за возење на различни подлоги се направени во голема мерка да му
олеснат на возачот. Сепак се враќаме и на асфалт. Возењето е прецизно и веднаш се трансформира во многу помирно возење. XC60 е скроен да биде господско возило, да уживате во секој изминат километар. Како што, впрочем, треба и да се чувствувате во едно вакво спортско корисно возило. Со рестайлингот XC60 профитира не само во некои ситни детали околу изгледот, туку и во возните својства, но и во техниката која е усовршена и донесена на највисоко можно ниво што се однесува до куќата. Јас уживам во возењето вон асфалт и затоа продолжувам XC60 да го возам токму на неасфалтирана терен. Освен замерката за непотполната звучна изолација, јас друго не би имал негативно што да кажам околу однесувањето на XC60 на терен. Напротив, тука се гледа дека швеѓаните успеале со својот XC60 и неговиот рестайлинг да направат уште повисоко ниво на удобство во возењето и на уживање во возењето. Но сепак не треба да се заборави дека Volvo е припадник на премиум сегментот. А кога сме во премиум сегментот, цените околу 60.000 евра се гледаат како нормални и како очекувани. Мене кај XC60 ми се допаѓа едноставноста на дизајнот, апострофирањето на шведските квалитети и вредности на дизајнот, кои се минималистички, но сепак естетски на извонредно високо ниво. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. XC60 ги задоволува сите мои норми и на забавно, но и на безбедно возење. Ова не е совршено спортско корисно возило, но ако барате совршенство, тогаш ни да изброите повеќе од 200.000 евра нема да го најдете, бидејќи не постои совршенството. Но забавата во возењето секако дека постои, а јас продолжувам да уживам зад управувачот на XC60. Уживајте во се уште убавите денови во ноември. Јас ве поздравувам и ви ја закажувам следната средба за 7 дена. До гледање.